Добар ден на сите. Денеска сме присутни во градинката кај градскиот стадион заедно со представници од општината, односно со председател на Совет на општина Куманово, со секретар на општина Куманово, со представници од одделение за заштита на животна средина и со представникот на Еко Текс Груп, субјектот со кој што имаме склучено договор, односно општина има склучено договор за одлагање на отпад, и тоа е еден од ретките регистрирани субјекти, односно колективен постапувач за селекција на отпад. Денеска поставуваме контейнери за селекција на текстил. Истите ќе бидат поставени на 15 локации во Куманово и се одберени точки заради заштита на самите садови за одлагање во околу 7 градинки, колку што сум запознаен, а основните училишта и неодредени критични пунктови и точки како што се ТПП пожарна во населба Гоце Делчев кај Кошеви, и се разградуваат дополнително одредени локации кај што тие садови ќе бидат заштитени, се со цел и намера да направиме известна селекција на отпади од типот на текстил, ако се земе во предвид дека претходно имаме за електричен отпад и за пластика, а истиот момент со пластика го разгледуваме со општина Куманово како би го предлабочиле тој пристап на селекција на отпад, едноставно за да можеме да го селектираме тој отпад и да се заштитиме сами животната средина. Ја поздравувам не само заложбата на општина Куманово и самиот субјект. Станува збор за високо квалитетни садови кои можете да ги видите од самите прилози, а апелот до населението е да го почитува. Не случајно се ставени во образовните институции затоа што едукација започува од млади години и сметаме дека со еден таков чин ќе се стекне известна навика кај населението, која за жал и не постои во најголем број. А општина Куманово ќе продолжи да не поддржува, и опет чистота секогаш стои на располагање за сите активности кои што треба да се преземат во нареден период. Најмногу од сите во општината го поздравам одделение за животна средина, затоа што сите иницијативи доаѓаат преку нив и ние ќе продолжиме сите заедно да го селектираме отпадот. Како се покажа во пракса поставените садови за рециклирање со пластика, со стакло? И истите беа уништени фактор од несовесни граѓани, но колку граѓаните имаат навика, мислите ли дека сето ова ќе вроди со плодот? Сметаме, и тоа праксата го покажува, дека образовниот процес е најкруцијален, најзначен, и тоа треба да потекнува од мали години во образовниот процес. Тука го ставаме домашното воспитување како еден клучен елемент. Системот на казни и санкции многу помалку функционира, меѓутоа тоа е една крајна инстанца која исто така би требало да се преземе во овие моменти, недоволно добро функционира до сега. Значи луѓето немаат навика да селектираат смет. Не имаме уште некои дополнителни заложби и активности кои ги планираме со одделението за животна средина, а во врска со новиот закон од Министерството кој што е донесен во делна селекција на отпад, а сето тоа со развивање на регионалната депонија би требало да се доразвие како што треба, да едноставно се стекне навика. Не има доволно во голема мера, затоа што во комуналните садови кај што треба да заврши тој комунален смет, завршува секаков тип на смет. Заложбата ќе оди во тој правец да се најде уште некој регионален, односно властен доставувач, за да направиме колективен договор и во делна пластика, како би можеле да го дисперзираме сметот и таа селекција да ја правиме уште пред нас. Уште еднаш би сакал да го поздравам субјектот за текст, затоа што тој ќе биде заложен и за изнесување на сметот, односно на самите контейнери, по нивна проверка или пријава од место на локација дали е полн или не е полн, а апелот е до граѓаните секако да го почитуваат. Имавме негативно искуство во однос на празнењето на овие контейнери кога претходно беа поставени за стакло, пластика и за лимунки, мислам, како беа поставени. Контейнерите со стакло беа преполнети, стаклото се ставаше околу контейнерите и тогаш беше задача на фирмата која што стопанисува со тоа да ги изнесува и имаше негативно искуство и поплаки од граѓаните и подоцна поради тоа мислам дека ги отстранивте тие контейнери. Сега дали е тоа регулирано како што треба да не се повтори истата пракса? Така е, во право сте точно е. Првенствено треба и да го лоцираме субјектот. Станува збор за Пакома, кој прв има направено таков тип на договор. Садовите кои што беа наменети за стакло не ги изнесува на време, истите беа преполнувани, а исто така и граѓаните ги користеа за фрлање на комунален смет, што дополнително ни представува проблем. Нашите возила не се специализирани за изнесување на таков вид на садови. Во последно време тоа е коригирано. Значи немаме таков тип на смет кој се расфрла и е преполнет. Одредени садови беа дислоцирани затоа што граѓаните ги мешаат со комунален смет. Како и да е, општината треба тоа
многу повеќе да го контролира, односно сектор за инспекцијски надзор, дали субјектот тоа го почитува или не го почитува. Затоа и договорите со Пакомак се на 1 година, а договорот со овој субјект Еко Груп е неопределен, што значи дека доколку и тој не се извршува својата работа, договорот може во секој момент да му биде раскинат. Јас искрено се надевам дека нема да дојде до таков момент.